Значи, драго ми е да кажам дека сум представник на една национална установа, НАУ Завод и музеј Прилеп, која е задолжена да се грижи за културното наследство во нашата држава, како и за денешниот проблем за што сме дојдени ние тука, се работи за иконостасот и ние сме повикани најмногу да одговориме, да дајме информации за јавноста, за спомениците на култура, за грижата нивна и за стручно однесување према нив. Значи, сакам јавноста да ја информирам со некои работи. Почитувани, како една од надлежните институции НАУ Завод и музеј Прилеп ги демантира тврдењата на митрополитот Петар дека за лошата состојба на иконостасот во црквата Свето Благовештение Прилеп е одговорно актуелното раководство кое беше искажано на 7.4.2019. Сакаме да информираме јавноста дека иконостасот е оставен во негрижа веќе 30 години, кога беше извршена последната интервенција, тоест фумигацијата. Како вработени во институцијата им кажуваме на сите претходни директори дека нова интервенција е неопходна. Нашата институција уште лани обезбеди средства за пренамена за итна санација на иконостасот, но стручниот тим предводен од Управата за заштита на културно наследство, откако направи детална проценка на состојбата, побараа од нас да извршат истражувачки работи на иконостасот како на дрвениот дел, така и на стиканите површини, тоест иконите, и како резултат од нив да се изготви проект за конзервација на иконостасот. Сакаме да ја увериме јавноста дека тој проект е изработен и го очекуваме решението од Министерството за култура за да почнеме со активности. Ја споделуваме загриженоста на митрополитот Петар, но се прашуваме дали со оваа негова изјава тој не се става во функција на предизборна кампања. За оваа проблематика во ниедна негова пресконференција последниви 11 години од владењето на ВМРО ДПМНЕ не покажа ваква грижа за иконостасот. Исто така можеме да информираме дека црковните власти и наместништвото во Прилеп имаа лошо искуство со претходната директорка на НАУ Завод и музеј Прилеп, посебно со овој проблем, па и со Министерството за култура, предводено од претходната власт. Ви благодарам. За колку средства станува збор, колку е потребно за да се поправи овој иконостас? Значи, во овој момент не можеме да кажеме за колкава сума се работи. Ние почнуваме со една прва фаза, некаде околу 300.000 денари, за оваа година се одобрени и почнуваме, доволно ни се за првите активности кои треба да ги преземиме. Кој ќе ни каже какво е оштетувањето? Вие или отецот? Ајде, отецот нека. Ајде, вие стручно кажете, па и Вака да отецот ви ќе каже. кажам, значи, оштетувањата не се драстични, тие се уназад, да ви кажам, 20 на години, 30, што значи дека не е толку драстично со ситуацијата со иконостасот. Сметате дека не е алармантно? Значи? Не е алармантно, не. Оче. Па сменете се. Ама далеко нас не е. Со рацева ние далеко ќе влеземе в камера. Ова што го произнесе директорот на музејот се совпаѓа со она што ќе сакам јас да го кажам, имено станува збор за наши интервенции во однос на реконструкција на иконостасот, односно извршување фумигација, па да не речем повеќе од 20 години. Години наред, секоја година поднесувавме поднесок барање да влеземе во таа приоритетна листа околу изработката на иконостасот и постојано бевме одбивани со изговорот сега е доцна, средствата се пренаменети за на други објекти. Поднеси барање во очи на истекот на годината, чекаме среда лето да се реализира нашето барање, добиваме изговор дека средствата што ги добивме од Министерството се многу мали, символични се, имаме поприоритетни предмети, на нив се пренасочени средствата и така се одолжуваше ова повеќе од 20 години. Па да речем дека се разочаравме од односот на тие власти таму. Сакајќи да укажеме на јавноста, а ние сме секојдневни соочени со како да речем, со критики од населението, затоа што народот гледа, еве сега со градоначалникот се веднавме тука малку пониско, му кажав дека црвојаднината веќе си го сторила своето, трулеш веќе се пројавува. Кога станува збор за оштетата на иконостасот, убаво рече директорот, резбата можеби не е толку алармантна,
но носечките столбови кои што го крепат иконостасот се во катастрофална состојба. Не е далеко денот кога постои опасност иконостасот со ова голема висина маса што има да падне кон народот, па не дај Боже да доживееме и таква ситуација, па да имаме и човечки жртви. Благодарам. Има ли проценка колку вреди